Благодарам најпрвенете што сте и денеска со нас. Благодарности до битолчани што денеска овозможија да се случи оваа средба со регионалната стопанска комора ОДК во Битола. Уште во предизборието имавме такви неколку состаноци. Разговаравме за тоа кои се нивните објективни проблеми, кои се нивните субјективни проблеми. И уште тогаш, кога зборувавме со луѓето од бизнес заедницата, рековме дека кога ќе имаме можност, бидејќи изминатиот период често пати зборувавме со ке, но сега веќе кога ќе имаме можност, ќе сториме се што е во рамките на законите, се што е во рамките на процедурите, тоа што било заглавено, тоа што било закочено поради објективни, но и субјективни причини да биде истото одглавено и откочено, за да може да се развива, за да може Битола да се развива, а со тоа да се развива и целиот регион, бидејќи Битола е носител на не само економската, туку и демографската активност во овој регион. За мене секогаш представува чест и задоволство кога сум тука. Градоначалникот на општина Битола, пратеничката, советникот и останатите присутни кои што беа денеска со нас, сведочаа дека ваков состанок можеби прв пат после една деценија се случува овдека во Битола, каде што можеме отворено да разговараме за проблемите и потребите на бизнес заедницата и на мое лично задоволство неколку од тие проблеми веќе на самиот состанок беа би рекол решени, беа закажани состаноци во текот на следната недела. Забелешките беа дека претходната администрација во општината била целосно затворена не само за граѓаните, туку и за бизнес заедницата, нешто што сакаме ние да го промениме и што беше едно од основните наши, би рекол, заложби за време на кампањата. Повеќе добив информација од 7000 предмети во постапката на легализација биле закочени, од она што можевме да слушнеме во периодот од следниве 2 недели повеќе од 1000 веќе ќе бидат завршени и ќе граѓаните и правните лица ќе го добијат тоа кое што им следува. Така што очекуваме еден динамичен развој на Битола и Битола да го врати сејот кој што го заслужува, сејот на конзулски град, тоа што и е Битола практично. Ја користам и оваа прилика овдека во Битола да најавам еден нов проект кој што ќе го побарам од партиските органи, но и од луѓето кои што се мои соработници, а тоа е проектот Отворено со граѓаните создаваме нова иднина, кој што е дел од столбот неприкосновена борба со криминалот и корупцијата. Ќе работи тим кои што ќе го сочинуваат професионалци, експерти, луѓе и од партијата, но и од граѓанскиот сектор, каде што граѓаните ќе можат отворено да пријават доколку постои било каква злоупотреба на нивното право од страна на општинската администрација, во оние општини во кои што се разбира ВМРО ДПМН има мнозинство во Советот и градоначалник, но истовремено ќе пријават и свое задоволство или незадоволство и ќе следат реализацијата на програмата со која што излеговме на овие локални избори, за да можеме и ние како раководство и јас лично да го следам тоа што сум го ветувал за време на кампањата, затоа што не е само да ветувате, туку и тоа што ќе го ветите треба и да го испорачате. Но и тоа што го испорачувате треба да го испорачате честно и достоинствено и честито, затоа што граѓаните тоа го очекуваат од нас, преку глава им е од батиња, татиња и слични злоупотреби кои што се случуваа изминативе 4 па и повеќе години. Затоа ја користам оваа прилика да го соопштам овој проект овде пред битолчани, пред битолската јавност, бидејќи за мене тоа значи многу. Значи отварање на еден нов лист, вртење еден нов лист во начинот на функционирање на општинската администрација, но понатаму очекувам тоа да го пресликаме и во централната администрација, затоа што само на тој начин можеме сите ние да бидеме поуспешни доколку граѓаните бидат нашиот мотив, а правото и правдата бидат наша обврска во работењето. Тоа го кажав и овде во Битола пред бизнес заедницата, тоа ќе го повторам и пред вас. Настрана сите шпекулации, сите зли јазици, сите злонамерни коментари. Ниту оваа администрација, ниту било кој од нас има концесија кон било кого. Единствената концесија е кон битолчани и кон народот на Македонија и така и ќе работиме.
било која злоупотреба од било кого, кој што се повикува на некакви си моќници или центар на моќ, е лична и јас ќе бидам тој кој што ќе биде првиот борец против таквите ликови кои што ќе злоупотребуваат такви самонаметнати, самопрогласени центри на моќ. Денеска може пеше, не може. Може нова средба Заев Гаши. Очекувате ли да се постигне мнозинство и колкава би била таа љубов и која би била цената што би се испорачала? Па јас не сум во тек со содржината на разговорот помеѓу Заев и Гаши. Нашиот став е јасен. Ова е најкриминалната и најкорумпираната влада изминативе 30 години, која што ја закова Македонија на дното според перцепцијата за криминал, односно на врвот според степенот на криминал и корупција. 111 сме, најкорумпирани сме и најкриминални во Европа. Држава која што има, за жал, најнеконкурентно образование, поради катастрофалните реформи. Состојбата во здравството е ужасна, би рекол. Први сме, или во првите 3 држави сме според бројот на лица кои што го загубија својот живот поради неспособноста на владата да се справи со ковид пандемијата. Катастрофата во енергетскиот сектор веќе сме сведоци, сите ја гледаме, а богами од први ќе почнеме да почувствуваме и на нашиот джеб. Така што има многу фактори кои што влијаат кај мене да заклучам дека било какво учество на некоја екстерен фактор во случајот политичката партија алтернатива во една ваква влада представува наистина погрешен чекор, но тоа е одлука на раководството и на самиот лидер на таа политичка партија. Јас не би сакал да се мешам во работењето на другите политички партии, бидејќи тоа е политички некултурно и сакам да го задржам тој начин на мислење. Господине Мицкоски, дали би поддржале продолжување на енергетската криза во земјава? И второто прашање, дали поврзано е со договорот за Бугарија, дали доколку повторно не блокира државата кон патот на ЕУ, можно е безбедносни проблеми да има нашата земја? Не можеме ние да поддржиме продолжување на енергетската криза, можеме да поддржиме или да не поддржиме воедување на кризна состојба поради проблемите со електричната енергија, односно енергетиката во држава, бидејќи тој првиот период истече и сега треба истото тоа да се продолжи. Денеска имавме пресконференција во парламентот, каде што предложивме 2 активни мерки, кои што веднаш треба државата да ги донесе и владата. Првата е субвенција на сметките за електрична енергија на граѓаните и стопанството во вредност од 15 милиарди денари или минимум 250 милиони евра, како дополнение на ние првишните 4 милиарди и 65 милиона, за да не дојде до ценовен шок и да не дојде до зголемување на сметките за електрична енергија на граѓаните и домакинствата. Наместо да крадат, парите да ги вратат таму каде што се потребни, а тоа е за граѓаните и за економијата, односно бизнес заедницата. И втората мерка која што веднаш ја бараме од владата е да ја покрие разликата на сметките кои што ги добиваат единиците за локална самоуправа, односно општините, поради тоа што голем број од снабдувачите ги откажуваат договорите и сега тие мора да плаќаат, би рекол, и двојно и тројно повисоки сметки за електрична енергија. Таков е случајот и овдека во Битола на универзалниот снабдувач, бидејќи тие навистина нити имале можност, нити пак знаеле како да во тој период управуваат, бидејќи тогаш администрацијата во единиците за локална самоуправа била во друга политичка партија. Ова се двете клучни мерки што треба владата веднаш да ги преземе. Доколку тоа го преземе владата, ВМРО ДПМН ќе поддржи продолжување на кризната состојба поради лошата енергетска состојба во државата, наметната поради неспособноста на оваа влада, а за која што алармиравме уште летото мај-јуни месец. Второто прашање беше поврзано со договорот со Бугарија, дали доколку повторно не блокира кон патот кон ЕУ, би имало безбедносни проблеми нашата земја? Тоа го слушнав од еден соработник на Зоран Заев во владата, мислам дека е вице-премиер. Повторно се заканува со милитантни изјави дека ќе имало безбедносни проблеми. Јас сакам да ги успокојам граѓаните дека такви проблеми ќе нема. Единствена безбедносна закана за државата представува криминална коалиција и нелегитимна коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, која што за жал придонесе да се случи да 45 луѓе ја доживеат онаа страотна
сообраќајна несреќа. 14 луѓе живи да горат во модуларната болница во Тетово. Повеќе од 7000 луѓе да го загубат својот живот поради неспособноста со справувањето со ковид пандемијата. Сето тоа е поради широко распространетата корупција, односно трулиот систем и политичкото мочуриште, кое што е резултат на политиките на оваа нелегитимна криминална коалиција СДСМ-ДУИ. Тоа е она кое што представува сериозен безбедносен предизвик и закана за граѓаните во Македонија. Сето останато, не би сакал да верувам, представува уште еден обид за манипулација, внесување страв кај граѓаните од страна на овие политичари кои што мислат дека живеат неколку децени во минатото наместо да гледаат неколку децени во иднината. И не би сакал да верувам дека повторно некој сака да тргува на сметка на идентитетот на македонскиот народ и на македонската држава за да може да заштити своји бизнес интереси. Како ја оценувате работата на институциите во насока на раскритување за автобуската несреќа во Бугарија? Катастрофално, тоа сум го казал, катастрофално. Гледаме дека ниту имаме било каква најава за некаква морална одговорност од некого, туку напротив гледаме препелкање по медиумите. Едни ја префрлаат од една институција се префрла на друга, па се враќа на трета, наместо резолутни чекори да се превземат, нешто што не се превзема со несреќата во Тетовската модуларна болница, кога за жал трагично животот го загубија 14 пациенти, истото сега се случува со овие 45 трагично загубени човечки животи во оваа несреќа на магистралата Струма кај нашиот источен сосед. И сето тоа е причина повеќе да бараме предвремени парламентарни избори, за да може оваа нелегитимна криминална коалиција СДСМ-ДУИ да замине, да дојдат луѓе кои што знаат како да ги решаваат проблемите, а прв проблем за решавање представува широко распространетата корупција и криминал кој што можам да заклучам дека во овој момент се во сериозна коалиција, односно криминалното подземје со политичкото подземје кое што владее во Македонија. Едно прашање, очекувате ли против кандидати на претстојниот конгрес за претседателското место? Дали некој може да има амбиции? И до кога е крајниот рок за поднесување на кандидатурите? И дали веќе вие поднесете? Јас оваа недела ќе поднесам кандидатура за редовниот конгрес на ВМРО-ДПМН што ќе се одржи на 12 декември, а секој член на ВМРО-ДПМН, секој граѓанин кој што исполнува условите согласно статутот на партијата, го повикувам да се пријави да поднесе кандидатура.